Добар ден на сите. Добар ден. Тие што сме сами немаме маска, другите имаат маска. Добро е што се гледаме и вака, не сме се виделе долго. Ви благодарам што се прикажете на ова малку невообичаено објавување на резултатите од индексот за перцепција на корупцијата на ќе се надмине оваа криза. Денеска на 28 јануари 2021 година Transparency International и заедно и Transparency International Македонија ги објавуваме резултатите од индексот за перцепција на корупцијата за 2020 година. И оваа година, како и минатата, за индексот за перцепција на корупцијата рангирани се и анализи се направени во анализи фатени вкупно 180 држави. Она што може да се каже на глобално ниво, дека и покрај тоа што некаде има подобрување во резултатите, се уште генерално или на глобално ниво резултатите на индексот за перцепција на корупцијата се намалуваат. И оваа година имаме 2/3 од државите кои што се рангирани од вкупно 180, кои имаат помалку од 50 индексни поени, или вкупно на глобално ниво индексот, просекот на индексот за перцепција на корупцијата е 43 индексни поени од 100 индексни поени. Значи, состојбата со корупцијата на глобално светско ниво се влошува. И оваа година најдобро рангирани се државите Данска со 88 и Нов Зеланд, кои што имаат по 88 поени, потоа Финска со 85, Сингапур 85, Шведска, Швајцарија исто така 85, Норвешка 84, Холандија, Германија и Луксембург. Сите тие се обележани со жолто на нашата карта за индексот за перцепција на корупцијата. Најлошо рангирани држави на овогодинешниот индекс за перцепција на корупцијата повторно се Сомалија и Јужен Судан. Во резултатите на индексот за перцепција на корупцијата за Источна Европа и Централна Азија, каде што се вбројува и Република Северна Македонија, резултатот просечен е 36 индексни поени од можни 100, додека за Европската Унија просечниот резултат е 66 индексни поени. Значи и нашиот регион во целина бележи многу ниски резултати на индексот за перцепција на корупцијата, а од државите на Европската Унија, како најниско рангирани, повторно се Унгарија, Романија и Бугарија со 44 индексни поени. За жал, според и оваа година, според индексот за перцепција на корупцијата за 2020 година, Република Македонија оди наназад и надолу во борбата против корупцијата. Нашето рангирање, индексот за перцепција на корупцијата за 2020 година, е досега најлошо рангирање воопшто од кога Република Македонија се рангира на индексот за перцепција на корупцијата. Со вкупно 35 индексни поени, колку што имавме и минатата година, оваа година се наоѓаме на 111-тото место на индексот за перцепција на корупцијата. Се обидувам да ја вртам оваа
Ова се податоците за тоа како се подготвува индексот за перцепција на корупцијата, од кој ќе видиме и зошто нашите резултати се толку ниски. Индексот за перцепција на корупцијата знаеме дека е композитен индекс. Тој индекс се прави на основа на 13 различни извори на податоци, кои што се изготвени од институции кои што се специјализирани во областа на истражувањата и најчесто се користат истражувањата кои што ја анализираат состојбата во владењето на правото, човековите права и бизнис климата, а изворите на информации кои што се користат за индексот се податоците од последните 2 години. Значи, оваа година индексот се заснова на нови податоци кои што се од истражувања од 2020 и од 2019 година. Резултатот се формира на тој начин што секоја земја која што се рангира мора да има најмалку 3 нови извори на податоци, односно најмалку 3 нови истражувања и од нив се прави едноставен просек на оценките од секој извор поотделно. Ова е начинот на кој што тоа се прави. Република Македонија го дели 111-тото место со Босна и Херцеговина, која што е држава исто така во нашиот регион. Понатаму со Монголија и со Панама. Со овој резултат Република Македонија и Босна и Херцеговина се најниско рангирани од државите во нашиот регион на Западен Балкан. Босна и Херцеговина бележи пад за 7 места, додека ние бележиме пад за 4 места на ранг листата на индексот за перцепција на корупцијата. Овде го гледаме просечното, односно движењето на нашето рангирање на индексот за перцепција на корупцијата според резултатите кои што сме ги имале од 2014 година наваму. Во 2014 година сме биле рангирани на 64-та позиција со 45 поени. Од тогаш наваму се бележи постојан пад. Најголемиот пад го имавме во 2017 година, кога се симнавме од 90 на 107 место. Меѓутоа и денеска, кога сме минатата година бевме на 106, сега сме на 111 место, Република Северна Македонија бележи пад на индексот за перцепција на корупцијата за 5 места. Бројот на индексни поени, реков, е непроменет, што покажува дека не се постигнуваат резултати во областите кои што се содржина на истражувањата кои што се користени за анализата на податоците за Република Северна Македонија. За нас оваа година се искористени 7 истражувања, исто како што беа искористени и во минатата година. Значи, бројот на истражувања кои што се вклучени во рангирањето или во проценката на индексот за Република Северна Македонија и ист како минатата година. Бројот на поени е исто така подеднаков како минатата година и минатата година сме имале 35 и сега имаме 35. Од тие во просек можеме да кажеме или можеме да видиме дека во одредени сегменти или параметри постои известно подобрување, како што се параметрите на Freedom House или параметрите на Global Initiative или Global Insight. Меѓутоа, она што на нас ни е највпечатливо е дека бележиме опаѓање во параметрите на
програмата на проектот за светска правда и владењето на правото, односно имаме опаѓање во резултатите кои се однесуваат на владењето на правото и правдата, и исто така имаме одредено опаѓање и во резултатите на Freedom House, кои што укажуваат на намалување на состојбите или влошување на состојбите со човекови права и пристап до информации. Еве е табелата за рангирање на државите од нашиот регион. Најдобро рангирана е државата членка на Европската унија, со Словенија, која што има 35-та позиција на индексот, тоа е највисоката позиција, а многу пониска од Словенија е Хрватска, која што иако е членка на Европската унија, има 63-то место. Црна Гора е рангирана највисоко, на 67-то место, иако бележи одреден пад во индексните поени. Бугарија е рангирана на 69-то место, Србија на 94-то и се друго е надолу, односно Косово се наоѓа на 104-то место, Македонија и Босна и Херцеговина се наоѓаат на 111-то место. Навистина со жалење можеме да констатираме дека оваа година индексот за перцепција на корупцијата за Република Северна Македонија го бележи најнискиот резултат и најниското рангирање на Република Северна Македонија на индексот за перцепција на корупцијата од 2001 година, кога за прв пат бевме рангирани. Едновремено мораме да нагласиме дека го делиме и мислењето на претседателката на Управниот одбор на Transparency International, дека и COVID кризата, која што го зафати светот оваа година, не е само здравствена, туку и економска и криза на корупцијата. Криза со која што не успеавме да се справиме. Минатата година оваа криза ги тестираше владите и се покажа дека тие кои што имаат повисок степен на корупција се помалку способни да се справат со предизвикот. Во државите кои што имаат висок степен на корупција се покажа дека не постојат функционални болници, не постојат функционални здравствени институции, има цели региони кои што немаат лекари и болници за да ги прифатат пациентите болни од COVID, додека оние држави кои што се рангирани високо на индексот за перцепција на корупцијата, исто така многу подобро и полесно се справуваат и со COVID кризата. Да не зборуваме и за сите други состојби кои што се однесуваат на судири на интереси или корупција при обезбедување на сместувачки капацитети или лекување на болните од COVID, како и сега што се случувањата околу тендерите и јавните набавки кои што се поврзани со набавка на медицинската опрема. Анализирајќи ги резултатите за Република Северна Македонија за 2020 година, можеме да кажеме дека навистина мерките кои што се преземаат од страна на владата на Република Северна Македонија, но и на другите институции, вклучително и на судството, и на собранието, и на независните институции, се недоволни. Мерките се уште се во сферата на декларативното, без видливи резултати, пред се во зголемување на ефикасноста на судството и започнување на ефикасна реформа во судството. Неопходно е да се зајакнат сите активности за спроведување на ефикасна борба против корупцијата, а посебно против високата корупција, која и понатамо останува недопирлива за органите на прогон и за правдата.
Едновремено треба да се зајакнат активностите за следење на финансиските текови и несразмерните и незаконски богатења, но и да се зајакнат мерките за конфискација. Да им се врати на граѓаните она што од нив е украдено, затоа што сите пари кои што се одлеваат како резултат на корупција се собственост на граѓаните. Потребно е да се обезбеди и поголема транспарентност на институциите, затоа што во услови на COVID тие речиси да беа недостапни и затворени за граѓаните, се разбира под изговор дека е намален капацитетот и бројот на вработените. И на крајот и конечно треба да се напуштат политичките влијанија и пазарења во постапките за вработување, во обезбедување да се обезбеди конкурентност и подеднакви услови за сите вработувања, а со цел да се обезбеди ефикасна, професионална и компетентна администрација, која што ќе може да го поддржи натамошниот развој на државата и да се справи со сите проблеми кои што произлегуваат од дискреционите овластувања и од другите форми на коруптивни однесувања во самата администрација. Неопходно е исто така да се зајакнат и надзорните институции и да се обезбеди тие да имаат ресурси и се она што ќе биде потребно. Ние се соочивме со 2 години состојба на недоволно поддржување или екипирање и опремување на Државната комисија за спречување на корупцијата, која што не може до крај да си оствари својата функција и да го спроведува законот за кој што е надлежна. Исто така, неопходно и на тамошно јакнење на демократијата и вклучување на граѓаните во сите односи, во сите одлуки кои што ги носи владата и објавување на тамошно на податоци кои што ќе треба да обезбедат поголем пристап до сите информации од јавен карактер, за да и граѓаните учествуваат во носењето на одлуките во овие тешки времења. Мислам дека ова треба да биде една многу сериозна порака и голема полука до сите носители на власта, дека со декларативно изразена политичка волја за борба против корупцијата, а без јасно изразени и видливи активности, резултати и ефекти од таа борба, ќе имаме и понатаму резултати кои што ќе укажуваат на многу висок степен на корупција во Република Северна Македонија. Неопходно е многу сериозно да се зафатиме со ефикасна и вистинска борба против корупцијата, затоа што сите овие години политичките декларации не покажаа резултат. Односно, очигледно е дека само со политика и декларативност не може да се промени состојбата и мислењето на граѓаните и не само на граѓаните. Рековме, ова истражување е правено од страна на независни меѓународни институции во кои се користени и информации од луѓе кои што не се од Македонија, но имаат контакт со Република Северна Македонија. Ви благодарам, повелете ако имате прашање. Дали се слушаме? Па да. Не многу добро, ама се слушаме. Ќе се обидеме да се чуеме. Да, повелете. Само кратко. Велите дека Македонија досега е најлошо рангирана во што се однесува до корупцијата во нашава земја, меѓутоа во кои сектори најмногу е забележана корупцијата? Споменавте на почетокот судството, исто така доста корумпирано, кои други се длабоко навлезени? Индексот за перцепција на корупцијата не ја анализира состојбата на корупцијата по сектори. Затоа што станува збор за композитен индекс кој што користи во најголем дел истражувања кои што ги прават други институции, а тие истражувања се
еве истражувањата на Economic Intelligence Unit или World Economic Forum или World Justice Project, значи тоа се истражувања кои што се во различни области, не се само во областа на правото, тие се право, економија, демократија. И од нив се прави еден композитен резултат, кој што го покажува резултатот на индексот за перцепција на корупцијата. И затоа не можеме да кажеме во кои области, но можеме да кажеме каде бележиме опаѓање во резултатот. Значи, минатата година сме имале многу, за 2 индексни поени, подобар резултат на проектот за правда и владење на правото. А оваа година имаме таму 2 индексни поени помалку. Исто така имаме помалку индексни поени и кај Freedom House, резултатот на Freedom House, кој што бележи човекови слободи и права. Значи, во тие 2 клучни области ние имаме намалување, иако имаме незначително зголемување во некои од областите. Например, намалување имаме, зголемување имаме кај Economic Intelligence Unit со некои 0,21 поени, но тие се незначителни наспроти оние 2% намалување кај индексот на World Justice Project and Rule of Law. Значи, во сферата на правдата, и затоа тоа го истакнуваме, дека владењето на правото и правдата и недостатокот на реформи во судството, недостатокот на решавање на случаи на висока корупција, недоволните ефекти во борбата против корупцијата се тие кои што не држат ниско, а веројатно и сигурно тие се состојби кои што допринесуваат и за лоши состојби во другите показатели. Повели? Дали се слушаме? Добар ден. Тамара Ганчаровска, Телма телевизија, имам едно кратко прашање. Рековте дека не оди поединечно по области, но сепак вие ги следите овие теми и дали може, еве како второ го споменавте после судството и неговата недопирливост, контролата на богатењето и конфискацијата. Како стоиме по ова прашање? Вие постојано како организација повикувате дека тоа треба да почне да профункционира. Како стоиме во тој дел? Во богатењето, контролата и конфискацијата на имот, враќање на парите на граѓаните? Па овие работи се многу поврзани. Кога би постоела можност за ефикасна контрола на финансиските текови. Значи, ние имаме голем број на случаи во судовите кои што се врзани со високи финансиски износи, а за кои што не се успеа да се спроведе добра, ефикасна контрола на финансиските текови. Значи, ние не можеме, се уште немаме капацитет да спроведеме ефикасна контрола над нелегалните финансиски текови, која што контрола ќе ни доведе до тоа, ќе ни покаже каде одат, од каде се одлеваат и кон каде одат финансиските средства, меѓутоа и да се покаже дека одредени средства или имот кој што се стекнал на незаконит начин, за да може да се смета за незаконито и нелегално богатење. Се уште ние зборуваме за тоа дека например Државната комисија за спречување на корупцијата, која што има надлежност да ги следи имотните состојби на избрани именувани функционери, таа има по законот право да има пристап до 13 бази на податоци за да може да ги следи и споредува овие состојби, почнувајќи од катастар, возила, банкарски сметки и се понатаму. Меѓутоа, не им се обезбеди прво простори за компјутери, второ софтвери, односно не им се обезбеди можност тие тоа да го прават. Исто така, имаме една стратегија за финансиски истраги која што веќе изминува во јануари оваа година, која што не се најде сила и капацитет да се имплементира до крај.
Значи, она што ќе го кажеме декларативно, носиме закон за спречување на корупција, бираме комисија, даваме надлежности на таа комисија, меѓутоа не и даваме можност да работи. Затоа зборуваме, носењето на закон е декларација. Вистинска имплементација е да му дадеш ресурси и можности да работи. И на комисијата, и на обвинителството, и на судовите. Друг проблем кај нас, ги спомнавме и надзорните институции, како комисијата е една од нив. Ние се сочивме со ситуација дека државните органи и институциите не ги спроведуваат одлуките на Државната комисија за спречување на корупцијата. Ги ставаа под тепик, оставаа самите функционери за кои се однесуваат одлуките да си ги донесат, да одлучат како ќе постапат. Значи, тоа представува и немање на ресурси и непочитување на одлуките на таа институција. Ви благодарам. Нема други прашања? Благодарам, значи бевме кратки и јасни. Ви благодарам многу. Поздрав, убав ден, пријатно.